Човековите и малцинските права не се ресор на Европската комисија, порачува еврокомесарот за правда Франко Фратини, но тој ја повикува Бугарија да ја почитува одлуката на Европскиот суд за човекови права во врска со регистрацијата на партијата на македонците во Бугарија, Омо Илинден Пирин. In this specific case, it is the Council of Europe, not the European Union, but the Council of Europe, who deals with the issue. And we, of course, expect and trust that Bulgaria, who is not only a member of the European Union, but as all other EU member states, equally a member of the Council of Europe, will fully respect both the rulings of the European Court for Human Rights, which has ruled on this issue, and will also, of course, abide to any follow-up rulings or follow-up decisions taken by the Council of Europe Committee of Ministers. Од Европската слободна алијанса, каде Омо Илинден Пирин стана официјален член во април оваа година, не се задоволни со писмената реакција на Франко Фратини, во која се вели дека Европската комисија не располага со прецизни податоци за македонското малцинство во Бугарија. The figures are on the website of the National Institute of Statistics of Bulgaria. They are official documents dating from the census of 2001, and there are clear figures. So it's strange to see that a commissioner answers by saying we don't have any numbers. Европската комисија од своја страна смета дека не постои универзална и единствена дефиниција за малцинствата и дека секоја земја членка ги дефинира сама. Членови на Омо Илинден Пирин пред еден месец се сретнаа со високи представници на Советот на Европа во Страсбург, каде им била изразена голема поддршка. Извори за Канал 5 тврдат дека Советот на Европа е расположен да му помогне на македонското малцинство да ја регистрира својата политичка партија до наредните избори во Бугарија кои треба да се одржат во октомври оваа година. Во Европската слободна алијанса велат дека битката за поддршка и заштита на македонското малцинство во Бугарија е многу напорна. Во последно време алијансата била цел на остри навреди и од страна на македонски граѓани со бугарско потекло. Пред летниот одмор, европски пратеници ќе бараат од Европската комисија да каже дали е подготвена да направи список на прекршените права на македонците во Бугарија.